Днешна наша гостинка во емисијата во живо е министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Честа гостинка во македонската телевизија, меѓутоа кога има многу актуелности и активности, министерството секако дека очите на новинарите се вперени кон министрите, особено еве кон вас. Секако знам и честитки за она што, како велиме малку народски, избоксувавте за Скопје да биде град на културата за 2028. Да. Некако мене ми изгледа не дека е поважно, меѓутоа сакам да го искористам првенствено вашето присуство за законот за употреба на македонскиот јазик, влезење, знаеме, во собраниска процедура, како да подзастана негде. Да, законот за употреба на македонскиот јазик, како што напоменавме пред извесен период кога ви бев гостинка, веќе е влезен во собраниска процедура. Го помина првото читање на Собраниската комисија за култура и сега веќе влегуваме во втората фаза, каде што самото законско решение треба да ги помине амандманските измени, онаму каде што треба да се случат. Бидејќи имавме навистина многу добра јавна дебата пред да го пратиме законот во собраниска процедура, начелно немавме никакви очекувања дека ќе наидеме на некакви пречки или дека ќе наидеме на некакви несогласувања, и токму тоа се случи на една од средбите во собрание, каде што цела комисија за култура заедно, и позиција и опозиција, седнавме на маса во однос на тоа да ги номотехнички и содржински, да го изначенски да го поправиме, односно да го дооформиме законот за потреба на македонскиот јазик, меѓутоа тоа беше пред еден извесен период. Јас навистина не знам каде е сега веќе застојот. Министерството за култура неколку пати се обрати до претседателот на комисијата за култура. Тој кажа дека уште нема никаква повратна информација од пратениците до каде се сообработка на текстот, бидејќи тој текст сепак мора на оние што го изготвувале уште нешто да го вратиме назад, односно да го разгледа и Советот за македонски јазик, што значи дека онаму од каде што почна цела работа мора уште нешто да се врати таму. Така да јас би апелирала и до пратениците, без разлика дали се позиција или опозиција, повторно да се вратат назад на она што го договоривме како до оформување на законот за законот за потреба на македонскиот јазик, бидејќи ни е многу потребен. Навистина имаме голема потреба тој да биде што е можно побрзо донесен, затоа што веќе како министерство ги припремаме и механизмите кои што се пропишани во тој закон, а тоа е зголемен број на лица кои што полагаат лекторски испит. Веќе се спремаме правно и административно за инспекторатот, односно го подготвуваме тлото, така да кажам, но законот и тоа како ни е повеќе од потребен. Она што го кажавте, мислам дека е важно после носењето или и таму имаше доста додавки, исправки во законот, во делот на Советот, каде што го подготвува законот за употреба на македонскиот јазик. На јавната дебата, бидејќи и присуствував, имаше спротивставени мислења и резултираше со доста плодна работа, каде што навистина законот имаше една убава пречистен текст, и верувам дека она што кажувате колку е важен и колку е потребен што поскоро да влезе, бидејќи навистина има доста работа и потоа во неговото спроведување, има доста новини кои што се потребни и насушни на оваа држава. Ајде, споменавте за инспекторатот. Знаеме дека се потребни лектори, меѓутоа тука би сакала само да го спомнеме многу работа. Ке има можеби на некој следно гостување. Корпусот мора да се работи на корпусот и мислам дека Советот една од поголемите задолженија, можеби сте информирани, дека треба да се направи националниот корпус, што му е исто така насушно потребен на оваа држава. Тоа е она што ние и на тие средби, кога присуствував на Советот за македонски јазик, го договаравме дека следниот поголем чекор, освен тоа кога ќе се донесе овој закон, да постигнеме усогласување со другите закони кои што ќе произлезат како обврска од овој закон за употреба на македонскиот јазик, е и токму создавањето на националниот корпус. Јас пред извесен период, односно во текот на летото, имав една многу интересна средба со
одредени експерти од Република Словенија кои што стојат на располагање за тоа како ние можеме да го изградиме нашиот корпус при користење на јавни текстови. И тоа барање е препратено до Советот за македонски јазик и јас се надевам дека заедно со Советот за македонски јазик, со Министерство за култура и сите оние кои што ќе сакаат да помогнат во техничко градење, во содржинско градење, ќе се вклучат, дека навистина во однос на корпусот ни е пред се насушно потребен за понатамошните истражувања кои што треба да се случат во однос на развојот на нашиот јазик. Зошто велиме дека овој закон и тоа како ни е потребен, бидејќи ние зборуваме за предлог закон за употреба на македонскиот јазик, од кој што многу малку е останат од оној првичен закон од 1998 година, а знаеме дека јазикот е жива материја, јазикот се менува како што се менува и општеството. И сите оние процеси кои што се случуваат во едно општество, дали тоа биле како на времето, не знам, индустријски револуции, технолошки револуции, модни револуции и така натаму, тоа се пресликува во јазикот. Нас ни треба една регулатива која што понатаму ќе се преслика и во однос на научните истражувања, што значи дека тука ни треба корпус, и во однос на ресурсите кои што се употребуваат во образовниот процес, што значи тука ќе треба повторно да ги погледнеме учебниците и академската литература која што се употребува, ќе треба да ги погледнеме сите они инволвирани во однос на тоа како се развива јазикот, што треба да направиме да го достандардизираме или да продолжи тој процес на стандардизација кој што започнал, бидејќи како што кажав, јазикот е жива материја, тие сите процеси што го опфаќаат не застануваат само во еден одреден период. Добро, има доста работа на оваа тема. Како што почнав и ви честитав, сите сме радосни во држава, не верувам дека некој не е радосен, бидејќи Скопје е избран за културна престолнина за 2028. Ова сме радосни, меѓутоа и многу задача. Да. Ние денес имавме и заеднички прес со градоначалничката на град Скопје, Даниела Арсовска, и заедно со евроамбасадорот Гир, како и со тимот, креативниот тим кој што тоа го одбрани, така да се изразам, во Брисел. Навистина ова представува многу престижна титула, меѓутоа представува уште попрестижна и поголема обврска. Мислам дека кога сега овој период на славење ќе ни помине, дека не чека навистина многу голема работа, но она што јас имав можност да го видам и да бидам запознаена и од тимот кој што беше заедно со мене во Брисел, односно и со градоначалничката Даниела Арсовска, но и од тимот со кој што јас се сретнав, оние кои што го ја направиле првичната апликација во 2018 година, ни следи еден многу, морам да кажам пред се, креативен период. Како министерка за култура, јас сум навистина многу среќна и задоволна што тоа се случува токму сега, бидејќи во културата ни беше потребна на светла точка, еден светол период, каде што сите сили, сите национални установи, сите локални установи, мислам дека не само на подрачјето на град Скопје, мислам дека сите ќе се обединиме кон тоа Скопје на вистина да биде светла точка во 2028 година, меѓутоа тоа тука да не застане. Мислам дека еден ваков развој на културните настани ќе придонесе за развој на културната свест, за тоа каде треба да се движат културните политики во иднината, дека конечно ќе се тргне таа една фама што имаш околу културата, дека културата служи за се, само за промовирање на културата, не. Во еден ваков процес каде што ние се стремиме да бидеме полноправна членка на Европската унија, тоа ќе даде шанса да се покажеме на вистина со што е она што ние ќе придонесеме во Европската унија како вредност. Нашата култура, нашиот единствен јазик, нашата единствена традиција, нашите особености кои што си ги носиме длабоко во нас. И мислам дека ова беше многу одамна посакуван настан за да и се случи на македонската култура. Јас се надевам дека тоа ќе биде огништето околу кој што сите ќе се спојат. Добро, верувам дека ќе се направи една симбиоза спој на традицијата, со оние што се белези на градот Скопје, со нешто креативно, ново, современо, модерно. Мобилизацијата мора да биде на многу високо ниво, меѓутоа мора да биде инклузивна и мора сите да бидеме вклучени во ова. Ова не е проект само на град Скопје, ова не е проект само на Министерство за култура, ова е проект чие што мото под кое ние таму се представивме беше културата над поделбите. Што значи дека дали сме од различни политички партии, дали сме различни националности, различни вери, дали сме од различни градови, мислам дека ова е она што треба да не соедини во еден момент кога од толку многу страни се обидуваат
разединат, кога од толку страни се обидуваат да ни покажат дека ние не сме она што сме. Мислам дека сега културата навистина го има приматот и мене ми е затоа навистина многу драго. Културата ги го има приматот да покаже дека со културата можеме да ги надминеме сите поделби и дека ќе си ја задржиме нашата традиција, нашата убавина, нашата уникатност и дека токму такви со сите тие убавини ќе се представиме во Европската унија. Особено ми е драго за градот Скопје, да не бидам можеби некако несебична. Меѓутоа, нешто што не радува периодов, Охрид да. остана град на УНЕСКО и навистина мораме да бидеме горделиви на тоа и тука сигурно требаше многу да се вложи труд. Да. Морам да кажам дека мене ми е многу драго за Скопје, Европска престолнина на култура 2028. Меѓутоа, особено ми е драго успехот што го постигнавме на овогодишното заседание на УНЕСКО во Ријад, каде што ни беа навистина препознаени напорите за дека нешто во Охрид се случува, дека ние одиме кон подобро, иако тоа можеби не е видливо за обичниот граѓанин, можеби тоа изгледа некако многу апстрактно, меѓутоа со сите тие мерки што успеавме да ги донесеме од 2018 година, односно наваму, докажавме дека имаме свест за УНЕСКО и дека ќе се спротивставиме на сите притисоци, без разлика тие од каква Што беше оно суштествено да се направи за навистина целото подрачје, не само Да, Охрид, мислам дека Охридското најголем придонес кон тоа даде мораториумот кој што се прогласи во Охридскиот регион, односно со самото создавање на комисијата, која што произлегува од Законот за управување со Охридскиот регион во 2018 година, се стави стручноста и потребите на Охридскиот регион се ставиле на многу повисоко ниво. И тоа значеше дека не само владата, министерствата инволвирани сите, туку и дека самата комисија е навистина стручна. И знам дека најголемиот удар токму таа комисија го понесе и најголемиот товар на чело со председателот кој што е воедно и директор на управата за заштита на културно наследство. Меѓутоа, она што го гледаме сега од оваа перспектива е дека сите одлуки до една биле правилни. Секогаш кога тие ќе беа ставени на тапет дека постапуваат, не знам, неправилно или дека се навистина строги, испадна дека таа строгост е токму она што ни требаше нас како држава да ни покаже дека доколку ние го зачуваме Охридскиот регион како таков, како под заштита на УНЕСКО, дека ако нема да дозволиме да не стават на листа во опасност, значи дека имаме механизми, капацитети и дека мора да продолжиме понатаму. Што произлезе од нашиот престој во Ријад и нашето присуство таму, ни следува една нова мисија, реактивна мисија, која што ќе ни покаже што треба уште понатаму засилено да направиме. Во меѓувреме, само пред 2 дена на редовната седница на влада јас поднесов една информација како председател на Националната комисија за УНЕСКО, со која што се задолжени сите министерства кои што се дел од таа национална комисија да продолжат понатаму да постапуваат со се она што е во под нивна ингеренција. Исто така и заедно со општините мора да продолжиме да соработуваме, Охрид, Струга и Дебрца, но тука останува и соработка со невладините организации, кои што и тоа како се еден многу голем дел и витален дел од овој процес. Побаравме стручна помош на неколку нивоа, како например за развој на туристичка стратегија во области кои што се под заштита на УНЕСКО, нешто што на градот Охрид, Струга и Дебрца досега им фалеше, што значи дека не само она национална стратегија за развој на туризам, туку посебен вид на помош и експерти кои што ќе ни помогнат да изградиме стратегијата за развој на туризам во вакви подрачја. Нешто што досега беше ставано дека е под знак прашалник, дека немаме стратегија и така натаму. Продолжуваме понатаму со впишување на добра на листата на УНЕСКО, бидејќи навистина и во контекст на Европска престолнина на култура имаме многу со што да се пофалиме. Имаме навистина голема традиција, богата историја, но имаме и млади луѓе кои што сакаат да го искористат тоа што го имаме како традиција, како историја, како наследство, да го представат во едно ново светло. Одлично. Во таа афирмација и можеби ќе има еден спој на работа и на афирмирање и она што го кажавте, како билиме Охрид е повторно влезен под УНЕСКО, меѓутоа сега задачата да се задржи. Да. Мислам дека се на вистинскиот пат, што вака ја имате доста мрежата
пуштено буквално низ целата држава, затоа што европска престолнина на култура. Да. Навистина ни беше многу драго кога добивме веста дека не сме ставени на листата на светско наследство во опасност, но во истиот момент ги почувствувавме сите обврски кои што ни следат после тоа и буквално таа беше атмосфера да се честитавме и седнавме на маса, рековме сега дури сме тука да го искористиме присуството и максимално ни беа таму искористени деновите, бидејќи успеавме многу работи да договориме за кои што понатаму ќе немаме потреба да се грижиме, бидејќи секоја титула и секое постигнување значи дека треба да продолжиме понатаму да работиме. Конкурсот објавен е за учеството на Венециското биенале за 2024-та? Да. Веќе тече или? Веќе е објавен на веб страната, повикот е отворен и заинтересираните можат да се пријавуваат. Така. Да. Сега е време на конкурси. Да, сега е време на на конкурси. Да. Може би горлива тема. Не сакав само тоа. Го прочитав, па сакав да го кажеме гласно. Да. Не би сакала воопшто да зборуваме за политика, меѓутоа сакам да не информирате за објектот на джез оркестарот, бидејќи некако и за тоа може би поголем дел и вие се насмеавте, мислам дека го заслужија местото под сонцето. Да, добро, тоа не требаше да биде воопшто политичка тема, меѓутоа, еве, за жал, тие што не ја сватија до крај нашата намера, односно мојата и на владата, се обидоа да ја сватат во таа насока, таа приказна. Морам да кажам дека кога јас дојдов како министерка, таа беше првата иницијатива што мене ме пречека на маса. И кога се распрашав, ми кажаа дека тоа е една долги години желба на Сдруженијето на джез музичари кои што и тоа како се афирмирани во својата фела, и тоа како се познати, барани и така натаму. И ја разгледував извесен период таа иницијатива. Јас оставив малку да потони, да еве народски кажам таа идеја, и кога свативме дека можеме тоа да го изреализираме со средства од државата, со користење на државни објекти, со нивно етаблирање како национална установа, пристапивме кон тоа, иако сите го знаеме развојот на случувањата, меѓутоа она што ние го зацртавме како влада, јас како министерка, беше дека од денот на објавување на одлуката во рок од 6 месеци, колку што трае административното формирање на една национална установа, тие ќе добијат нов објект, ќе добијат идеен проект и работите веќе ќе започнат. И јас и баш денес информирав дека токму и веќе подпишувањето на договорот преку ТАВ програмата, каде што заедно со вице-премиерот Фатмир бидејќи ги обезбедивме средствата и пред подпишување и веќе таму ќе се влезе и ќе се започне со работа, средствата се обезбедени. Доколку има потреба од дополнителни средства, ние преку нашиот буџет на Министерство за култура тоа ќе го сервисираме. И конечно можам да кажам дека тие ќе го добијат своето катче, кое што навистина според оној идеен проект кој што беше избран, наликува на нив. Морам да напоменам дека јас бев исто така од она што го имав можност да го прочитам во однос на установата која што само го искористивме нивната адреса, кога се проектирала таа установа од страна на архитектите Михајлов, го заборав неговото име, беше дека еден од намените, освен за Македонска филхармонија, е дека салите на Македонска филхармонија може да се користат и за джез оркестар. Меѓутоа, реакциите беа такви какви што беа. И мислам дека на крајот ова решение испадна некако да се спојува кај цел тој простор со опера и балет, па тука ќе биде нивната просторија, Македонска филхармонија, Средното музичко училиште и така натаму. Одлично. Убав простор и некако ќе ги обединува. Да, реков, културата мора да обединува, а не да разединува. Така. Денеска ве прашаа новинарите и ние кај нас тлее тоа, особено ние што се занимаваме со градот Скопје, мислам дека имаме уште неколку минутки, и до 2028 ќе биде реновирана универзалната сала. Ќе биде многу порано. Како што знаете, Советот на град Скопје донесе одлука на иницијатива на советниците, универзална сала, односно дел од ингеренциите кои што се однесуваат само на реконструкција да бидат пренесени на Министерство за култура, на владата, односно на Министерство за култура, што значи дека по добивањето на документите
мислам дека денес сега до началничката одговори токму на тоа прашање, по добивањето на документацијата која што нејзината правна служба ја припрема, односно по добивањето на конечната одлука, ние нормално ќе направиме увид многу брзо, сакам да кажам, во документацијата која ќе ни ја предадат. Јас веќе начално формирав еден, еве така да кажам, стручен тим кој што ќе се занимава од внатре од Министерството вработени и надворешни експерти кои што долго време беа инволвирани во таа проблематика, кои што ќе направат увид во цела документација и кои што ќе дадат насоки за како понатаму се продолжи со реконструкцијата. Тоа ќе го направиме во најбрз можен период. Зошто? Не е само заради тоа што Универзална сала во 2018 година се јавува како носител на номинацијата за Европска престолнина на култура, туку дека ние сме единствената држава која што во овој момент нема концертна сала. Односно, се чувствува навистина многу отсуството на Универзална сала. Јас тоа во неколку наврати го напоменав, бидејќи притисокот врз националните установи за користење на простор, каде што понекогаш не беше адекватен за манифестациите за кои што се бараше, навистина од ден на ден го зголемуваше притисокот и врз град Скопје и врз Министерство за култура да се најде една средина за тоа кој конечно ќе ја доправи Универзална сала. Така да средствата се веќе обезбедени, се на наменска сметка во град Скопје, тоа повторно преку одлука на влада ќе ги повлечеме, таа наменска сметка само да се најде на Министерство за култура, што значи дека за надворешната реконструкција средствата се веќе обезбедени, со тоа што кога тоа веќе ќе биде при крај, ќе ги обезбедиме средствата за интериер и ќе нормално во исто време ќе ја почитуваме процедурата за обезбедување на идеен проект за уредување на интериерот, да не ја чекаме 2028 за Универзална сала, туку час поскоро се отвори, бидејќи ни треба. Она некако ме потикнавте, навистина се потребни објекти, бидејќи во истовремено се случуваат и повеќе концерти од каков и да е, нели, профили, убаво кажавте, некако ударот е на неколку национални куќи и тука, како велиме, некои ќе не можат да ги реализираат своите програми се од може би едноставна причината, меѓутоа нема соодветен простор. Да, секоја национална установа има свој репертоар и секогаш кога ќе искомунициравме со некој од директорите или некој од барателите на простор, јас секогаш прво тој му кажував дека националните установи имаат свој репертоар и тие мора да ги имаат сите услови за да можат тој репертоар да си го реализираат. Дали тоа ќе биде време за проба, дали тоа ќе биде време за техничка подготовка, дали тоа ќе биде време кога навистина на глумците или на техничкиот кадар или на помошниот кадар ќе им биде потребно за да припремат сцена и така натаму. До сега наидувавме на разбирање, меѓутоа, како што кажав, навистина притисокот беше се поголем за Универзална сала и тоа како да профункционира не само заради Скопје, туку и од настани од внатрешност. Навистина, можеме уште многу теми, меѓутоа, времето, мене барем, многу брзо ми измина со вашиот разговор. Ке ви се заблагодарам за гостувањето во емисијата во живо. Верувам дека периодов често ќе се гледаме, бидејќи навистина такви се случувањата, такви се настаните. Вие сте доста агилна, расположена за комуникација, отворени за барем Министерството за новинарите. Ке ви се заблагодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Секогаш кога имаме убави теми и поскокотливи теми за култура, јас сум на располагање.